Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Кочо Анѓушев, вице-премиерот за економски прашања. Господине Анѓушев, најавивте за оваа година економски раст од 3,2%, но податоците од првиот квартал покажуваат раст од само 0,1%, а бројките за вториот квартал ги нема се уште. Возможен ли е овој економски раст или економијата ќе паѓа, како што оценува опозицијата? Значи, апсолутно е возможен. Опозицијата цени од своја перспектива, меѓутоа јас можам да ви кажам конкретните бројки. При тоа не треба да заборавиме од каде ја земавме државата. Значи, во средината на минатата година, откако се формираше оваа влада, ние имавме негативни бројки на GDP или на бруто домашен производ. Во таа смисла, значи, е многу важно да кажеме дека тогаш бројките беа негативни, минус 1,2%, минус 7,7% и така натаму. И она што се случуваше во државата не можеше да не влие врз економијата. При тоа, значи, требаше еден процес, вие како еден процес кој што бил во паѓање, сега прво да го застанете и после тоа да го тргнете во позитивна насока. Да, значи, бруто домашниот производ во првиот квартал беше околу 0, односно 0,1%, но сега веќе во вториот квартал јас очекувам подобри бројки, се надевам дека тие кои ќе испаднат од статистика ќе го потврдат, значи она што јас го кажувам и очекувам дека тие бројки ќе бидат околу проектираните веќе во вториот квартал, а понатаму во третиот и четвртиот квартал да ги надминат тие бројки, така да на ниво на година да направи просечна вредност од таа која што сите очекувавме и ја посекувавме над 3%. Но и Светската банка ги намали проекциите и очекува раст од 2,3%, а Меѓународниот монетарен фонд раст од 2,8%. Па тие се сите околу 3% и тие се, значи, сите во делот на статистичка грешка, така да мислам дека бруто домашниот производ на крајот на годината ќе биде над 3%. Но зошто нема капитални инвестиции кои се потребни за поголем раст во економијата? Годинава има рекордно најниски капитални инвестиции во изминатите 10 години, односно во првата половина од годината реализирани се само 16,5% од планираните инвестиции. Значи, видите, сите проекти влегуваат во капитални инвестиции. Ние сакам да кажам дека мораме да кажеме дека во делот на буџетот има само 400 милиона евра капитални инвестиции, додека во јавните предпријатија кои што се во сопственост на владата или во акционерските друштва има многу повеќе капитални инвестиции. Па така само автопатот Кичево-Охрид е 600 милиона евра. Зошто во буџетот, значи, реализацијата на капиталните инвестиции е ниска? Заради тоа што проектите кои што беа наследени беа такви проекти кои што не беа доволно технички издржани, односно беа проекти во кои што ако почнеме да ги реализираме, ќе бидеме соочени со многу дополнителни работи и анекси, односно трошење на парите на граѓаните. Видете, во капитални инвестиции минатите години влегували и Скопје 2014, и Споменици, и Кичево-Охрид со 56% разлика во цените помеѓу Синохидро и македонските подизведувачи. Ако требаше да ги продолжиме тие проекти на тој начин и да ги плаќаме тие цени и на тој начин да ги трошиме парите на даночните обврзници во Република Македонија само за да покажеме добри бројки, тоа може би еден пристап, но тоа не беше пристап на оваа влада и ние имавме сосема друг пристап. Пристапот беше проектите да се коригираат, да се направат здрави договори и тие здрави договори во иднина да се имплементираат. Можам со задоволство да ви кажам дека двата круцијални капитални проекти кои што имаат значително влијание врз бруто домашниот производ, а тоа е Кичево-Охрид и договорот, значи, за градбата на железничката пруга сега во овој дел Куманово-Белјаковеца во иднина и Белјаковци-Крива Паланка и Крива Паланка граница, ги ставивме во ред. Во делот Кичево-Охрид можам со задоволство само да ви наговестам дека од 56% разлики во цени кои што државата ги плаќа на Синохидро, а Синохидро на македонските подизведувачи, цената за сите дополнителни работи ќе ја симнеме на не повеќе од 13%. Па мислам дека има разлика од 56 до 13% и мислам дека сите ние треба да се запрашаме каде е разликата. Падот во градежништвото се објаснува со наследени проблеми од претходната влада, од типот на проекти за реализација кои треба да се коригираат. Дали треба да се заекне и капацитетот на јавната администрација во контекст на реализација на капиталните инвестиции и кога тоа ќе се случи? Значи, капацитетот на јавната администрација секако треба да се зајакне
И тоа не е процес кој што може да се случи преку ноќ, како што ни едукацијата е процес кој што може човек да ја добие преку ноќ, така да тоа е еден процес на кој што ќе работиме, меѓутоа користејќи проектни единици за имплементација како што сега ги применуваме секаде, мислам дека ќе ги надминеме проблемите во менаџирањето со проектите. Кога сме кај економијата, бенефит треба да донесе гасоводот за Тетово и Гостивар, но зошто не ги земате предвид укажувањата на екологистите дека трасата треба да се симне одводно, за да не се наштети на парк шумата, кој е најблиското белодробно крило на Скопје, каде се рекреираат граѓаните за време на викендите? Знаете, кога во нешто инвестирате, вие мора секогаш да пристапите прагматично. Доколку ние сега имаме еден процес кој што е на средина на реализација, значи процес кој што веќе има завршен проект, процес кој што има завршени експроприации, процес кој што има подпишани договори за кредитирање и изведба, и вие во тој момент, ако го процесот прекинете и сега да го преместите, да ја носите трасата на, да речеме, северниот дел на градот Скопје или на обиколница, тоа значи одлагање од 2-3 години, можеби и повеќе. Но тоа значи сега прашањето е доколку гасот дојде покасно до одредени делови на државата 2-3 години, колку тоа ќе предизвика, значи, деструкција на животната средина. И тоа е прашање кое што легитимно треба да се постави и кое што треба да се продискутира. Јас мислам многу повеќе. Иначе ние направивме се да трасата поводно биде изменета на тој начин да направи минимална штета врз системот таму, и сега дојдовме до тоа да се користат веќе постојни патеки, да се намали трасата, значи, од 25 метра на 10 метра. Со тоа се нарушува или се уништува само 1400 кубици дрва. Апсолутно сме спремни да екологистите бидат вклучени во реализација на проектот, а при тоа, значи, владата ќе земе обврска да пошуми минимум 10 пати повеќе од тоа што ќе исече, да направи други заштитени подрачја во Матка, Сарај и така натаму. Пошумувањето на водно е направено одамна по поплавите во Скопје, кога е констатирано дека водно е ерозивно подрачје. Екологистите прашуваат зарем сега ќе се занемарува фактот за ерозивноста на водно, давајќи предност на економскиот аспект на исплатливост. Апсолутно не. Значи, доколку и во еден момент е загрозена ерозивноста на подрачјето или со било какво сечење на било каква шума беше тоа нарушено, верувајте, ќе стопиравме било каков проект. Меѓутоа, тоа не е случај. Повторно ќе ви кажам, цевководот за газ или гасоводот е најмалото влијание што е направено на водно. Па не е потребно да се качите на водно. Погледнете од Скопје и погледнете према водно, ќе видите каде е најголемата деструкција. Значи, апсолутно, ние како влада сме убедени и сигурни дека ниеден фактор нема да го загрозиме. Господин Ангјушев, вие повлековте вашата фирма од грантот на Фондот за иновации. Зошто воопшто конкурираше вашата фирма? Видете, значи, денеска е современ свет, нема моја фирма. Моја фирма беше единствено ЕДС, каде што јас бев доминантен собственик, 100%, и таа компанија, колку што знаете, јас транспарентно ја продадов, како да продавам јавна компанија, иако тоа беше приватна компанија. И мислам дека тоа го ветив и го направив. Јас не дојдов од Белизе офшор компании. Јас во владата на Република Македонија дојдов од Стопанската комора како стопанственик. Во таа смисла значи дека јас сум поседувал фабрики и индустрија и се објавив транспарентно во мојот анкетен лист. При тоа, морам да кажам дека во компанијата која што конкурирала за Фондот за иновативност, јас сум 16% собственик. Јас немам одлучувачки фактор. Значи, јас не можам да забранам на моите компании да конкурираат и да партиципираат, бидејќи таму има 84% други собственици. Но кога видов колку е сензитивна јавноста и колку, значи, веројатно сето тоа влечејќи една лоша историја во нашата политика и држава од последните 20 години, каде што перцепцијата е дека политичарите доаѓаат на власт за да направат некаков личен профит, а јас јасно кажав дека тоа нема да го правам и до ден денеска не сум го направил и направив све што ветив. Реков, добро, ќе се откажам и тоа каде што апсолутно нема никаков криминал, апсолутно не се коси со никаков закон. ВМРО ДПМН ве обвинува дека вие како вице-премиер за економски прашања и премиерот Заев сте ја претвориле државата во собствена фирма на сметка на осиромашувањето на граѓаните. Како го коментирате тоа? Па јас не знам дали тие гледаат во нас или во огледало кога тоа го зборуваат. Јас претпоставувам дека они гледаат во огледало, бидејќи јас не знам, еве кажав конкретни примери, со што тоа се случило. Дали ние
превземавме некои компании, дали ние вршиме притисок на економијата, или ние во владата дојдовме со сопствени компании кои што се транспарентни и јасни во анкетен лист објавени. Ви благодарам на разговор. Ви благодарам и на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.